Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер, другари и другарки, здраво живо народе. Вие го гледате седмото премиерно издание на Redcast. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој секогаш ви сервира се она што ве нервира. Нормално, без маски на лицево како моево и без влакна на јазикот како ова. Така, да, со моите гости секогаш зборуваме за работи што ни тежат на нашата душичка. Но пред да си го најавам мојот гостин, би сакал прво да се заблагодарам на сите вас кои што досега дониравте во Redcast, а тие што не сте го направиле тоа и доколку сте во можност да го направите тоа, ќе ве замолам да донирате во Redcast, верувајте, многу ќе ни значи. А сега дојде време да си го представам мојот вечерашен соговорник. Станува збор за еден навистина многу квалитетен, многу талентиран и пред се надежен актер, млад актер, кој што жари и пали на секое поле, а за тоа ќе ни каже и самиот тој. Добро вечер, велам за Мирослав Петковиќ! Добро вечер, Кирил. Драго ми е на поканата. Драго ми е што сум во вашето студио. Се вика Јакшамлар Абиджам Насълсън. И им се насон и мислен. Ете го, збори турски, за тоа ќе позборуваме понатаму во емисијата, ќе те прашам, знам дека си имал можност да ја осетиш турската култура, турскиот театар и се она што се нарекува турска уметност, но ќе кажеш подоцна малку за тоа. Ајде за почеток, лабаво опуштено прашање, каде ја помина Миро новата година и дали се начука? Не се начукав. А ја поминав на не сакајки. Земав и ја поминав. Да, непланирано. Да, домашна атмосфера. Домашна. Да, за прв пат после долги години решив дека треба да седам дома и да гледам телевизија. Зашто се чувствуваш стар нешто? Не, нагло некако или ти... многу активна година. И 24-та и 23-та премногу активна и на професионален и на приватен план и малку сум уморен од луѓе. Малку ми треба време за себе. Ајде да издвоиме 3 работи што ти се случиле најдобри во новата. Најдобри? Па, може и најлоши, ајде, кажи Што се понашаш како да си у Финска. Најдобри 3 работи. Па добро, викаш многу активно, многу све, сигурно тоа значи нешто. Значи, да, прогресивно. направивме така. Работевме нова представа во Струга. Предходно, пред да се вратам пред летото, значи во пролет, крај на пролет, да кажем, почеток на мај, крај на јуни, крај на мај, почеток на јуни. Трни ги датумите. Да. Што направивте? Направивме прв стендап фестивал во Куманово со екипата Со Чеде? Кабаре, Чедо. Чеде, без Чеде не бива. Поздрав, Чедо, и ти требаше да бидеш тука, ама ете, дека си од мојот тип на актери па работиш у кол центар. Брате, поај, ќе се вработиме. Извини. И тоа е една прва голема работа која организиравме 2-3 месеци и се деси првиот стендап фестивал во Куманово. Одлично изорганизиран, благодарност до целата екипа што работи, и маркетинг, и техничка екипа. Благодарам на сите гости кои дојдоа на тој фестивал, беа поканети, да кажеме, 90% од стендап комичарите во Македонија. Во последните 2 години е приметен бројот на забележителен бројот на стендап комичари. Да, многу нешто стендап.
експанзија. Па мора, знаеш, многу актери, многу голема продукција на актери, знаеш, мој професор Владо Цановски што 2007 викаше нема сите да бидат актери. Некои од вас ќе бидат водители, некои ќе бидат комичари, некои ќе бидат Таксисти. аниматори, некои ќе бидат таксисти, некои ќе бидат келнери. Дали е тоа добро или лошо, не знаеме, ќе видиме. Стендапот тврдам дека е добар, супер за прва година. Супер го направивме, благодарност до советниците од општина Куманово кои ни помогна за тоа се Никола и Елена. Сега за следна година пак планираме за оваа година, сакаме да го направиме интернационален, па ќе видиме. После стендап фестивалот во јуни се преселивме во Струга. Добро, тоа е нешто што би го издвоил што како позитивно што ти се случи во стендап фестивалот 2024. Стендап фестивалот прво, второ е представата Океанија по работена по расказ на фантастичен расказ на Мартин Милев или попознат помеѓу хип-хоп екипата како Мартикс. А он е рапер нешто? Да, сега извади нов албум Арсен, поздрав до Мартикс. Направивме, тој работеше драматизација на неговиот расказ, направивме, значи, од претходната година Петар Пан. Зошто Океанија назначувам како побитна за мене од Петар Пан. Петар Пан можеби доживеа претходната година поголем успех, но Океанија е екипа тотално made in Macedonија. Значи, од самиот текст до учесници, до сите соработници, до продукција и работата беше македонска. Чива беше таа идеја да се случи такво нешто? Ти си нешто во... Знаеш како, јас сум струшки зет преку година, а преку лето сум струшки дома зет. Да. И 2-3 години како сум во Струга, јас преку лето таму сум, знаеш. Пецаш риби, да, и мислиш. И досадно ти е. И ти е досадно, и пак ти е досадно. Не можеш колку време ќе поминеш таму и сватив дека после 2-3 години преку лето можеби наместо да седам по кафани, кафичи за пецам риби, дај да видиме дали можам да направам некоја екипа со која може да направиме представа. Нели, не се ни мислевме многу која представа Петар Пан одма текстот, така? Нема нешто по примамливо е за деца, да. Така, попримамливо. Сакам да спомнеме дека јас не сум ја гледал, се надевам дека ќе правите репризи за да дојдам со моите дечиња, меѓутоа сестра ми имаше можност од Португалија која се врати да дојде во Струга. Вика, има многу добра представа, Кирче, мораш да ја гледаш, значи прво самата локација е фантастична и многу се поистоветува со самата представа Петар Пан. Нели сте се качувале по дрва таму, па со кајче сте Ја искористуваме природата. Да, буквално како да не гледаш представа, а да си во филм некој влезен. На филмски сет. На филмски сет, да. Раскажи ни малце повише за тоа. Кој го одбра местото таму да биде представа? Обично знам во театар на сцена ќе постават, вие решивте да бидете екстериерно. Да. Јас имам и сум режисер и некои проекти, мислам, досега не ми поминал ни еден проект што сакам да ми помине. Секогаш таму бил изговорот парите за сценографијата, затоа што ме зафркаваат од екипата те фатила мегаломанија. И некако се немаме пари за сценографија. И кога решив дека треба да се обидам да направам представа во Струга, тогаш решив дека прво да избегнам таа пречка, така? Да најдам решение кај што не ми требаат пари за сценографија. Што е многу јако, добро ти текнал. И баравме разни места, не беше тоа место прв мој избор, но стручката екипа, Милко, Викторија, таа екипа што се грижеше околу сценографија, Бојан Секуловски, сега нека извинат, голема екипа, ќе заборавам сигурно некој да споменам, го најде и викат, ајде дојде да го видиш ова место. Ајде, само да не им скршен ќев заминав да го видам и кога видов, знаеш, малку сакав да им се извинам прво што не им верував. Кажав да, ова е тоа место. Имаше работа околу него, на тоа што претходно кајакарскиот и веслачкиот клуб си имаат сработено исчистено, ја имаат исчистено таа бара, не е тоа бара, тоа е дел од езеро, не е затворена страна. Ние со екипа исчистивме од околу, на тоа што таму имаше наистина фекали, имаше се што го направивме, сите беа заљубени во просторот, така значи мене ги имам сите предуслови да почнам представа. Не ми требаат пари за сценографија, имам сценографија и целата екипа е заљубена во просторот. Да. Нема подобро нешто. Како решивте моментот со општината? Требаше ли посебно одобрение да барате од општината да ви даде да го користите просторот или тоа е некој приватен? Никого ништо не прашавме. Буквално, брат. Не, буквално. Така, тука правиме веслачки кој раководи со ова место, па тоа е најблиско до веслачкиот и кајакарскиот клуб. Екипа ние сакаме представа да правиме, дали ќе може струја да ни дајте, дали ќе може дечки, само така ти кажува 2-3 правила, пазите ѓубре, пазите ова.
А тоа со картите Супер функционираше. како функционираше таму, ги наплаќавте на лице место? На лице место Да. или на одредени моменти во локали. Значи Кингстон и Барабар ни беа као бази за продавање карти во Струга. Значи данок не плаќале. Чујтете. Точно така. Нема да го сечеме ова. Никако. Абе, Миро, Едва и чекам да ме прашаат зошто не плаќате данок. Ќути, ајде, не намлагаме. Мене ми е многу жал, види, прашањава тргнавме, мислам, планирав да почнам со едно, ние тргнавме обратно, ама ќе се вратиме на ова. Уште ова да те прашам за Струга. Во Струга, во 2012 година, кога го извади филмот Максим, правев премиера таму во Домот на културата. Тоа е една огромно, велелепно, како да кажам, чудовиште од сала, кое што има толку добри предиспозиции, меѓутоа мислам дека не се искористува како што треба. Дали имаш ти инфо што се случува со тој Дом на култура, бидејќи, како што кажа си, Кумановски зет со стручка сна. Да. Види, мислам дека тој што го има проектирано, јас се извинувам, не знам кој е проектантот и архитектот на тоа, навистина бил човек што знае што работи. Велелепно место. Првин што се однесува на трешниот простор, на бината и на гледалиштата, затоа што вие имате бина, сцената кај што е, од една страна ти е зимското гледалиште, а истата сцена е искористена и за летното гледалиште, само е подигаат одредена врата. Од друга страна, тоа се наоѓа во многу битен дел од градот. Кај Дрим. Го поврзува Дримот со другиот дел, со паркот. Значи, сосема еден убав проект, но дали времето во кое го проектирале му требале тие услови, сега толку голема сала, толку многу време неодржувана, Се распаѓа. не може некој да каже дека е одржувана, кој сака Се да каже били дека таму, се распаѓали место. Да, или? работевме ние, направивме прва 2023 октомври, ноември, направивме прва монодрама професионална представа таму одобрена во октомври, ноември. Знаеш што значи ти во октомври, ноември таму да работиш представа? Таму има студ од 63-та година зимата. Толку е. Така да таа сала е гениално направена, штета што не е одржувана и не чувствува, морам искрено да кажам, дека има вработено или стратегија за вработување за компетентни кадри кои би можеле тоа нешто да го сменат. Ја таму што видов кадри, сите кадри таму просто тоа распаднатото, тоа нефункционалното им станало секојдневие и не го гледаат. Дури ако им се Добра, се одржува ли нешто таму? Воопшто некаква културна програма има ли тој дом? не си имаат Стручки културна вечери програма. на Стручки вечери на поезијата, ама ова се надвор. 2024 се одржа. Не, оваа година На 2024 летна беше внатре. Внатре. Беше внатре и ги отворија прв пат по долго време сите тие врати што ја споја зимската сала преку сцената со летната сала. Летната сала тука беше само позадински елемент, но сепак успеа во тоа. Така да прва година мислам дека Стручки вечери после долго време одржувано таму внатре, до сега се одржувани на мостот на поезијата и во Хотел Дрим за време на корона, таму режирав исто едни Стручки вечери. Има одредени фестивали, има ансамбли кои настапуваат, но сето тоа мора да се одржи во период кога не треба грејење. Тоа на Струга е погодено, тоа е летниот период, па таму се луѓето. Да. А иста е ситуацијата и во Кумановскиот културен дом, каде што ние не сме функционални поради истите услови. Големо е, неодржувано, нема грејање, од друга страна те блокира колективен одмор преку лето, септември, октомври, денови на комедија фестивал, ноември, декември, јануар, февруар, нема грејање, не работиш, март, април, сите да ги спреме представите, таман ќе дадеме по една представа, повторно доаѓа колективниот. Значи, целите културни доми, таквите неодржувани, се функционални реално по 3-4 месеци во годината. А дали може еден културен дом да функционира буквално како театар? Или мислиш дека тоа е неподобно? Да речеме некој бара специјално Види сега, ако зборуваме за Струга, Струга нема театар? Нема. Треба културниот дом да го служува. Затоа што ако зборуваме за Куманово, треба театарот да се конечно направи, да некој нешто направи, тоа да се среди таму. Ќе те прашам за тоа. Да. И таму не би требало кај што има театар да се става театарот во културен дом. Зошто? Самото проектирање на зградата не е за тоа направена. Таа е направена за говори, таа е направена за со микрофон, акустиката е таква. Ти сега ќе ме разбереш, актер си,
Знаеш дека после мостот, штом дојдеш назад, длабоко во сцената, тебе веќе никој не те слуша. Никој не те слуша, целиот град, затоа што не е направена така акустика, така акустика. Океј, Миро, ајде сега да се вратиме на твојата младост, на твоето детство. Не сум направил со тебе никогаш муабет за тоа каде си растен, знам дека си кумановец. Да. Роден си точно во Куманово Да. или во некој околно село или во кое мало Куманово? Јас сум Куманово роден вака. Јас сум прва генерација родена во град. Цел живот се чувствувам на пола пат село град, нешто ќе кажат најлошото. Озбилно. И сум растен многу на село, тоа е селото Никулјане, од каде што потекнува татко ми, и селото Добрашане, тоа е едно поурбано, да кажеме, село близу Куманово, од каде што потекнува мајка ми. И сум растен по села, чуван од баби и дедовци, по кози, стада и овци, а во исто време живеам во центарот на Куманово и растам во Карапмала. Значи, тоа е па една од најурбаните мали од 90-та, позната по многу Тоа да не е близко несимпатични работи. До Соколана. Под Соколана, ведеш зад гимназијата. Зад гимназијата. Да, ние сме били конкуренција. Да, ама јас само Соколанци потекнувам, дедо ми да. растал таму. Ама ете, јас Потекнувам од работничко семејство, кое доживува крах во еден момент. Со што се занимаваат твоите? Татко ми е покоен сега професионален возач во државно предпријатие Житомел, а мајка ми е угостител во државно предпријатие Бисерка. И за да биде Бисерка? животот за да биде животот поинтересен, во приближно исти моменти двајцата одат во стечај. Со 3 деца, јас имам исто и двајца браќа. Еј, сериозно? Да. Личат вака на тебе? Па личат на мене, али повише се личат меѓу себе. Они се близнаци. Да. Добро, и вие како... они се близнаци, Да. добро. И како деца вие викаш на село, ве праќаше ли татко ти, еве, да ти Не речи... плаќаше, одевме, ма како ние сакавме во село да одеме по 2 месец. Со дена кравите, одиш, со ма козите, со све тоа, па со- на нива, па трактор, Ти го нешто. дава, значи ти имаш поверење од дедото, ти го дава магарето да земеш тие туби ги вика, големи пластични, да одиш до чешма, да наполниш вода. Тоа исто како татко ти да ти го даде автото да го водиш на тие години 7-8 оделение, разбираш, ти магарето одговорност е тоа. Ти треба да одиш да го наполни, да наполниш водата, да го товариш, да го вратиш дома. Го јаваш или само го носеше? Па сега, да не откриваме се. Ја имам јавано магаре, брат, како ми има испрлено тоа. Имам и јас јавено во Канал 5 уште оди на некоја таа приказна, ако се сеќаваш, каде што го јава магарето, а нозете не мислат во воздух. Аха, дека си многу нисок. Уште оди таа епизода по некој. Добро, Миро. Значи, кажуваш дека си бил и на село и во град. Сега ме интересира, после се запиша ти на во средно, нели? Се учеше во Куманово или некој? Гимназија учев Куманово. Гимназија учеше. Гимназија учев Куманово. Како беше тогаш во твое време во гимназијата вака? На кратко. Абе, добро беше, не знам. Ние Имаше ли дружба со живот? Многу. Само да јас, например, друг социјален момент додека учев средна школа ми беше спортот, бев заљубен во спорт, бев ракометар и тоа мислам се работи за тоа, да постоја за мене искачање на вечер. Мислам постоја, ама ќе испрем едно пиво, седам. Пази го следно прашање. Дали од мал знаеше дека ќе бидеш актер или те гледам вака висок, па да те прашам да не беше надежен спортист, мислев кошарка, ама ти викаш ракомет. За ракометар, брат, ја не би те примил волку висок. Мислам треба да си крупен, ама ти си джин. Да, бе, да. Ти си колку 2,10 си. Да не ја почнеме таа тема високите колку сме дискриминирани. Знаеш ли дека никој не се бори за правата на високите луѓе. Нема да тргнеме од автобуси, авиони, дрва, гранки по знакови. Знаеш колку знаци имаш ти по тротоари што се на оваа висина. Ако не сум свесен за него. Да. Те не сум кела, почна ми отпаѓа косата од исечена од скалпови од Ю стандард, 1,80 м се Ю стандард, брат, 1,90 м. По јус. Знаеш како е? Со апачи со секира. Да. Спомна ноќен живот. Не излагаше, не беше Во така. средно не. Како, Не, како многу вежбав, тинеџер? брат, многу вежбав. Кај играше ти ракомет? Во Куманово. Нема да ме прашаш зошто излегов понатака. Драги, познаваш ли го Драги? Подкаст. Кој Драги? Драги Црни? Драги по спорт, по физичко професор, сега не знам таму. Па не знам кој е, да. Не, јас сум Драги Трајковски. Не, ја ракомет засакувам од основно училиште, кој пето одделение професор Димитар Антевски ми станува професор по физичко и тој тренира ракомет и почнувам кај него и од тогаш се кај мене ракомет и спорт, но И како Миро наеднаш од ракомет си вика
ќе станам глумец. Ете вака. Ај, кажи си. И завршувам со студии, ти кажав, завршувам со средно училиште, ти кажав, семејството не е баш во финансиски материјално обезбедено. И седиме дома и сега јас сум добриот, оној што чита, оној нердот у семејството. Браќа ми се, тие се лошите, јас сум добриот. Да. Седиме и сега немаме, сега сите сакаат ја да студирам, ама јас требаше да бидам доктор. Ја цел живот се спремав за да бидам доктор. Многу сакам биологија, хемија, обожавам. Ти стои вака, имаш став за доктор. Да, што ме видиш ќе ти помине глава одма. Не, и некако не знам како се излажав тоа лето. Прво фамилијата семејство рече како окей, браќа ми ќе замина да работат нешто, ти мораш да одиш да бидеш студент, знаеш, кога целото семејство Да, се и ти одлучува најде дека ќе актер да бидеш знаејќи дека нема работа за Уште ми е глумци. криво. И ти актер. Ама не знам, ја не сум се никад качил на сцена. Не, се шалам. У тоа време Супер што си пишувам станал поезија. Актер, брат, успешен актер Важи, си сега. теши ме, после ќе ме гушкаш. Абе, каде е добро? Седи кој ќе изгасам светло, ќе Ќе видам. види. И викаш ти мора да И студираш. јас сакам сликарство. Јас сакам сликарство запишам. А пишувам поезија цело време. Тоа се бавам аматерски со поезија, со другари пишуваме, нешто читаме и немам пари за предприемен курс на сликарска академија. Нешто такво, има 100 евра треба. Истата прича со нашиот снимател ќе ти ја кажа после. И треба 100 евра. Ја немам 100 евра, 100 евра тогаш беше плата, бе. Не, Пари беа, да, пари беа. Не, викам, добро, морам нешто уметност. Зошто? Викам, ја као хирург, викам, за срце, едно срце можам да излечам у 6 сата. А како уметник, пази кој да сега да се видам, да се удрам, но нема да ми правиш, нема да ми правиш. Кој е наива, брат? И ја викам, не, вака како уметник, ти 500 срце ќе 600 ќе направиш поквалитетно да живеат. И одам на академија, и погоди што ме примаат. Вака на мајка ми се јавувам, од Ај сега кажи врските кои беа. мобилен, не, тоа беше после сите, леле врски мирот, кој мирот така. Сериозно? И Оја за пофалба. Пред драмски трафиката уште постои, таму Од телефон прва те има. примија? Да. Мене да не ме прима, Кај Владо Цветановски? Да. Па затоа те се примија. јавувам дома и мајка ми викам, само да ти кажам дека ме примија. Те примија. Разочарана, брат. Зашто, бе? Разбира, ама како зашто ти за доктор те спремаат сите цел живот? Глумец, ти си глуме, а ја не знам за тоа у тоа време кои приказни одат за глумците, но моите ги знаат, знаеш, тогаш глумците се алкохоличари, они се Наркомани. Да, они се Јадни, дното на општеството и така натаму. И ме примија, уште тренирав ракомет. И тогаш видов разлика, што значи ФДУ, Факултет за драмски уметност. Тоа е 12 сата студирање. Тоа не е одиш ти на предавање 2-3 сата, одам, немам време за тренинг. Но некако успевам септември да го поминам и тренинзи, и утакмици. Чекај, идеше релација Куманово Скопје? патувам. Октомври месец истото у велесна утакмица кршам нога. Напукнувам скочен зглоб, кидам лигаменти на скочен зглоб. И завршувам у гипс. А тоа и професорот, и тренерот, и од двете страни ми викаат, не можеш со две лубеници по една мишка во оваа работа, мораш да одбереш. Кога ја повредив ногата, тогаш сватив дека, окей, вистина е што зборуваат овие, така. Ќе бидам И у тој момент одлучив дека повредена нога, скочен зглоб, 2 метра висина, тоа тешко се враќа Да? за екипа која нема да ти помогне финансиски да се излечи тоа, од друга страна факултетот зошто да го оставам. А од да трета идам страна и повреден. годините те јадат, знаејќи дека еден спортист колку ќе игра ракомет до 30 Тогаш не си на години. 18 години, не си свесен за годините. Да, Дека јас. сум мислел Еј, што збориш, стварно? Не, брат, бе, сега годините, цел свет, сега годините сега навјасаа, почнуваат брат. да ни куцаат на врата. И така Миро од ракометар си стана глумац. Да, во класа на Владо Цветановски и Мими Таневска, многу студентските денови ги поминав стварно многу добро. И убава класа имавте. И убава класа, Квалитетна. поздрав за цела моја класа. Супер, Миро. Сега ти после тоа, знам, ние сме се гледале на различни сетови неколку пати вака, у животов, ама да се немаме видено одамна. Еве, Многу одамна се немаме. У редкаст. Ти, знам, еден период после отиде во Турција. И кој ми спомна, абе, Миро е у Турција, шо преди таму човеков, ја мислев искрено дека си почнал да снимаш по турскиве серии, нешто, филмови, ово, она, почнал глумец. Сакам сега да ми раскажеш за тоа, ти како реши во Турција и зошто баш Турција?
Ти отиде на постдипломски. Да, на постдипломски заминав на Истанбулски универзитет, историја на уметност, одсек перформанс. Зошто и како? Само што завршивме со студии, почнав да работам со професорот Владо Цветановски на факултет, заедно со Сладјана Војошевиќ, па подоцна и Саша Нацев, мислам дека беше работеше. Во меѓувреме немаше вработување. Пред да дипломирам имаше едни големи вработувања во Кумановскиот театар. Јас го завршив, ги немаше, ќе требаше да чекам подолго време, за среќа професорот ме повика да работам со него. Тоа велам за среќа не од финансиска добивка, туку тоа што ќе можам студиите да ги видам од друга страна, но во меѓувреме професорот Владо Цветановски почина и веќе знаете нема што да бараш ти веќе таму без тој човек, нема вработување, да таа колективна енергија која тој градеше некако во целата класа и не само во класа и низ представите кои ги правеше, некако не ја почувствував и се почувствував сега спремен да побегнем од државата без да ми е криво. Во тоа време девојка ми беше Сладјана Војошевиќ. Биби Боби. Така. Сладјана студираше во запиша тогаш. Не се И она беше таму, така е. да. Постдипломски или докторски? Абе ти си отишол по неа, бе, брат. Кажи ти. Немој ова да ми го правиш, Макси. Кажи си, сега. Јас се запишам ова историја. Немој тоа да ми го правиш, Макси. Абе, седи срце. И у Команово еден Максим ме зафркава, у Скопје друг Максим. Што е со? Многу Максими, брат. Многу Максими околу мене. А Максима знаеш што е? Добро, батали тоа. И замена аплицирав во институтот, да кажем, Туркија Бурслари се вика. Како аплицираш таму? Треба да од дома да пратиш мејлови и нешто? Не, све си имаш на онлайн и сега и ја после Онлайн, тоа сите ги добро. охрабрувам, да, и многу замина и сите стипендиите се нешто што кај нас, не знам дали професорите, дали универзитетите не сакаат или не знаат или немаат систем како да им го споделат на младите студенти. Значи, никој не е свесен дека некој ти дава. Јас Нешто. добив полна стипендија. Што значи тоа? Ти покрива све. Све, од школо до јадење, до смештај, до авионски карти, Сериозно? до книги, до карта за градски сообраќај. Па ќе ти дадат и пачиш да излезеш таму. И идам како 400, имав 400 евра, тој џапарат што ти го дават. Парите. Да, тоа ти збора. Значи све ти е платено и плюс сега у тоа време не знам дали беа 400, ама најверојатно 400. Тоа у лири ти знаеш како иде. Не у лири, знаеш која инфлација, тогаш беше 3:1. Еве сега ќе ти кажам, знам у лири, а сега не знам колку е едно евро. 70-80 лири, Многу а тогаш беше отиде. 3:1. Многу инфлација отиде. Да. И Во замена- Истанбул збориме, таму. За во беше. Истанбул, да. И замена во Истанбул, таму многу добро, иста програма за Една-две студирање. години. 3. Оу. Прва, затоа викам, многу добра година на студирање, ти одиш таму. Прва година не студираш ништо, ти си платен да го учиш нивниот јазик. Па кој ќе дојдат кај нас да не го знаат јазикот од државата која живеат. Таму јас одам, ама јас првин морам да го научам јазикот на нивната држава. Една година. Што е добра Студирам стратегија смислена, зашто? Добра, да одлично е. јазиците се Одлично е богатство. како ја да комуницирам со нивните академски граѓани на друг јазик. А Турција е па позната по слабо познавање на англиски, на пример. Научи турски? Да. Скроз профиси? Абе, добиваш, можеш да добиеш, за да продолжиш со студиите, ти можеш да добиеш дали беше B2 или C1 сертификат од школата во која учиш. Инаку, сега кога ме праша за јазикот, уличниот турски и литературниот е како, не знам, како струмички нашиот литература, не знам. Да. Или Кумановски, мене Кумановски не ми е странава. Да, значи, уличниот се учи, а литературниот, тоа ти е, брате, равенка со 3 непознати. И сега кој што мисли, па што има многу суфикси. Кога сме кај јазициви дијалективе, овие по серииве, што ги синхронизираме. Не знам, брат, ги синхронизирате. Добро, тој кој јазик е? Литературен или дијалект некој? Таму тој литература на истанбулски дијалект е таму, се познава. Од кај знаеш, брат, кога мојот глас го слушаш, не го слушаш? Не, те прашувам за сериите, не тие што ги не синхронизирате. Тие што ги не синхронизирате. Нема везе. Еве кај сериите кога сме ти успели еве да влезеш во некој каст, Не, на некој не, сет, не да ни се пробав, пријави. ама не ми беше тоа цел. Зашто? Види како и личиш на тога со право. Мене ми професор Владо Цветановски, мене театарот ми е влезен во срце. А, ти не си по разбира- филмови? Не, сум ја. Јас сум по филмови, ама Аха. прво кои филмови, колку снимаме ние? Па не знам, 5 филма годишно.
Каде ги виде 5 годишно, нема последни 7 години И што ти си има. у сите 5, немој да лажеш. Ова збориш за пред 10 години, не си свесен за Влезе времето. тука Абе за пред 10 години збориш. Абе сега пред 10 години. Па колку? Сега се снимија 5 филма минатава година. Сега не знам кои се, ама сигурно цело Не, време не снимаат. играм тие брат. 5. Абе, Ако снимаат. тогаш не ги знам, да. Добра, се шалам ја, ама те гледам и по филмови, баш ми е драго што е мој Да. пријател глуми у филмови. Може да ти кажам за филмови што ми е не знам како да го објаснам, ама Баксу сум бе, а то ми е едно Зашо шоу што Баксус? го работи. Ти глумеше во Гледаш ли? Исцелител. Точно. Исцелител беше така направи бум, да кажеме, тој пиар и маркетинг во Македонија и гледаност. Знаеш ја кај бев? Тогаш, кога бев ја најубумот, у Кувајт. У пустина, у воена база, на оклопен транспортер. Те молам, значи кажи Пустински го- лисици се шетаат и ја викам, филмот е вечер у Команово, премиера, не можам да отидам. Сум Што воена побогу- база работам, не ме прашувам. Што побогу правиш? Те молам таму, кажи ми. Што правиш? Работев во воена база. Вие кумановци сите бе брат идете по тоа Афганистан и Иран, Не, ја бев у Кувајт, Ирак, да, Кувајт, Мувајт и плаќаат добро изгледа, затоа одите. Па не отидов зашто плаќаат добро, отидов да платам некои долгови претходно што ги имав направено поради нефункционирање на овој систем тука. Си се коцкал тука и да платиш. Не брат, за така. Имав некои кредити. Се шалам, Да, се шалам. кои ги земав затоа што нашето здравство одби да го лекува татко ми. Ме разбираш. И тогаш така беше еден момент кај што тројца браќа се погледнавме, окей, идеме сите. И сите отидовте со браќата беше. Па како? Па, ја мислам дека тоа беше више српска база после. Тројца сложни Се шалам, браќа, да. куќа градат и така е, гледаш практично. Па вие сте- така беше, да. Супер, колку во Кувајт помина? Па не знам Две? колку, знам дека првиот момент кога одем со последната рата у банка, јас почнав таму да пуштам тоа некои боледувања, да ескивирам и да се враќам назад, пошто мене не ме интересира таа приказна. Јас да сакав да заминам многу порано, ќе заминев и ќе направев пари, да сакав да направам пари, немаше да бидам глумец. Добро, предпоставувам, нели тогаш не си работел во Кумановскиот театар. Ајде, Смеам да кажам. или работеш и ваму и таму. Не, имав неплатено. Издействував неплатено. Што си ти, види, испод мира 300 мира. Ај се. Името не е џабе. Дај еден виц, кажи ми, ајде, добар си, ми се свиѓа. Ова е единствениот мој виц. Ајде. Има два, вториот не се сеќавам, а првиот е што е разлика помеѓу терорист и нинџа. Нинџата прво го пушта димот, па го снемува, терористот прво ќе го снема, па после доаѓа димот. Не е смислено у Кувајт. Ајде, кога сме кај платите, вработувањето, да ми кажеш твое видување за моменталната состојба во Кумановскиот театар. Знам дека таму има страшни проблеми, се гради многу години, и дали уопште се гради, еве кажи ни ти си баш од јадрото на Кумановскиот театар. Што се случува со Кумановскиот театар? Немате сала, немате објект, па ве префрлија во Домот на култура Трајко Прокопиев, како што знам. Сега каде сте? Таму, ваму, што правите? До каде е Кумановскиот театар, јас можам да ти кажам моја верзија. Значи, работите се толку стигнати до дедико дуго викаат во Турција, кај нас е Балча. оговарање, рекла казала. Моабети што ти веќе ја не знам до кај е мојот театар. Имав ситуација каде што ме во локална продавница и еден од вработените, не знам, од финансии, не знам од кој оддел, и прашуваат абе се работи театарот, викам не работат во театарот. Јас секој ден поминувам во театарот и ми се врти еден од вработените и вика работат, како не работат. Викам, јас секој ден поминувам, добро работат. Не ме мрзеше, што поминувам тука секој ден покрај театарот, тука живеам и одам, влегувам во театарот, пред театарот има еден камионет. Влегувам јас внатре, викам мајстори, внатре се срушено. Значи, одлепени се тие. Мислам, припремано е да се работи нешто. Има голема шут, не е функционално. Нема никој. Само да разјасниме, Миро, за гледачите. Станува збор за театар кој што
веќе постоел, се срушил, па на истото место се гради или сосема нова локација? Не, истиот театар е Срушен, па не е срушен, значи се срушена реновира. е фасада, така, се реновира. Срушена е фасада, извадена е сцена, извадени се инсталации, се така, кој што треба. Предворието е срушено, па не знам дали така треба. Па не, А за тоа ќе дебатираме. Не мислев кој Да, што да. треба од корен да се Реновирање, така. реновира, сега нема да ви сменат фасада, натре да ви остави. Биде искрено, сега вика што треба, а познавајќи ја таа ситуација, Тони Михайловски во еден момент даде еден предлог, не знам дали беше тоа на некоја проба или вака на некоја дружба. Најдобро решение за Кумановскиот театар ќе беше театарот да се ставеше во центарот за култура, што се наоѓа во центарот на градот, а центарот на култура да се префрли кај што е театарот, а тоа е помеѓу основната школа, градинката и гимназијата. Затоа што културен дом е така, центар за култура е за една друга етапа за развој едукативен и културолошки кај децата. Така, тука збориме до младинци, да кажеме. И театарот има таа улога, но театарот така повеќе ја работи уметноста, повеќе ја работи културата на ниво на младинци и од младинци повозрасни граѓани. Тоа така помина низ ветареме, вака како го споменеме некаде. Чаршитски муаве. Да, и сега решија да го реновираат театарот. И ајде ќе го реновираат. Па први беше една власт, па они го има реновирањето поделено во 3 фази, мислам. Дојде новата власт, го подели во 6 фази. Сега, 6 фази. 2024 година, 6 фази, да, 1, 2, 3. 3 па у 10 фази. Последна, 2024 година, они добиваат одреден број на средства по тие фази, не знам дали се 10 милиони денари, да не лутнам глупост, кои се наменски за кров. Да го направат кровот. Од друга страна, за кровот да го направат им требаат нешто повеќе. Не знам сега да не лутнам, 15-20 милиони. Значи они имат пари кои им се наменски само за тоа, но тие не се доволни за кров, а не може да ги искористат за ништо друго внатре во театарот, што ќе инвестираш внатре кога немаш кров. Ме разбираш во која пат позиција го донесоа театарот, и ова е све на бирократско ниво донесено. Ова, јас не верувам дека ни еден театарџи ова ги нема советувано да го се работи. Ова не знам кој го работи. Ова баравме, цел колектив баравме средба со министерот Зоран Љутков. На ден кога направивме состанок ние со колективот актерски, што би изборувале, за што би биле кај министерот Зоран Љутков, 5 минути после тој состанокот не беше откажен. Со Зоран Љутков, за утре дента Зоран Љутков да биде на Зебрњак во Куманово прославување на српската битка, претерување на турците. Во сега пако тие рекла казала муабети, знам дека Зоран Љутков се има видено со Сашо Тодоровски, нашиот директор, дека е договорено нешто, некој датум за 26-та најверојатно. Да биде готов театарот. Ама се е ова што ми имаат кажано. Разбира, ние немаме, никој не се удостојува да ни викне, не мора да ни бара совет, просто да ни каже, тогаш ќе биде театарот. Тогаш ќе биде. Зошто не вика, валјда не веруваат во тоа што го планираат. Колку луѓе брои ансамблот на Кумановски театар? Колку актери сте внатре вработени вака? Има едно 20-тина? Да, 20 актери има сигурно. Таму има драма на албански јазик исто така. Значи има и таму 10 сигурно. Моментално има ли нешто на репертоар? Играте ли представи или клати врата, зимај плата работа? Што знам дека вие актерите и ние актерите, кога сакаме или кога сме платени, сакаме да си го изработиме тоа, меѓутоа и да не сме платени, ние поише сакаме кога не сме платени очигледно. Да. Така. Али ете, условите не дозволуваат. Има ли моментално нешто на репертоарот? Или мислам во домот на новогодишна култура? представа имаше и сега нема, не функционира. Нема грејење. Така. И сите си се раштркани по други проекти, си ја бараат. Да, и знаеш, тој колективен дух е изгубен со самото ова што никој веќе за ништо не ги прашува. Сега ние сме институција од 92-3 вработени. Тоа е НУЦК. Театарот Куманово не е оделен. Тоа е под НУЦК Трајко Прокопиев како секција. Ние сме 93 вработени. Така. Таму. Од различни фели. 93 вработени, 7 години чекаме едно, немаме репертоар, имаме уметнички совет, во кој членував јас пред минатата година, го правиме репертоарот за следната година, одбираме, правиме конкурс,
објавуваме конкурс, објавуваме режисери, пратете концепти, така повик. Праќаат, се договараме да, бидејќи не функционира зимската сезона, ајде да направиме, големата сцена во зимска сезона не функционира, ајде да направиме во зимската сезона мали форми. На малата сцена, што можеме да го загрееме, што можеме да го изимпровизираме, да изгледа на театар каков таков. И правиме една таква понуда до директорот. Нормално тоа беше одбиено, беа пуштени представи за голема сцена, има премиера сега, има уште 2 репризи и толку. Тоа веќе замира, кои и сите претходни представи. За да сега дојдеме до Дереже, да те викнат и ти кажат, ај режира една представа за мала сцена, немаме представа за мала сцена. Чекај, ти си бил во советот, во уметнички совет, во кој си им викал, дајте веднаш да примеме представи за мала сцена, мала форма. Така, Миро, од Преска зборуваш да режирам. Са ти режисер си? Јас сум режисер, брат. Со постдипломските од Турција стана режисер? Не, јас тука завршив го прескокнав на тој дел, заборев да ти кажам. Значи ти дипломираш како актер и после? Дипломирам како актер, запишувам исто на ФДУ постдипломски кај Слободан Унковски. Не водеше, после замина во пензија професорот и дојде професорка Зоја Бозалковска. Добро. Кај неја магистрирам јас режија. А подоцна одам за Истанбул на магистерски за историја на уметност. Машала, колку магистерски имаш? И уште никој ништо не ме прашува. Некој како ја. А и плюс сум голем. Човек Кај е стравото оваа држава? Нема крај со тебе, ниде муаветот. Јас би сакал сега дека си од Куманови на српска песна. Некој ти има ночас, Миро, некој те воли, па после ќе одиме со нашиот комесар за макроекономија и геополитика Криптогемиџија. Се надевам ќе пееш со мене. Ајде ќе се обидам. Која идеме? Некој ти има ночас? Ја знаеш? Може да го најдам текстот. Ја знам. Ајде. Не, ако Ја ќе терет. поставам. Hteo bi negde da te vidim kao slučajno. U kom džepu ovaj grad te noćas sakrio, sada ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim, otkad misliš na mene, sve se promenilo. I sve ide. I kad sam s tobom, kao da hodam po vrelom asfaltu, Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu, sad ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim, otkad mislim na tebe, Miro, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli, a neko te ima, to nisam ja, to nisam ja. Neko te ima noćas, neko te voli, neko te ima, to nisam ja, to nisam ja. Браво за Миро, браво за мене. Одиме со Криптогемиџија и се враќаме за многу кратко. Уживајте. Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Редкаст и на Црвени вести. За вас ексклузивно од Малта, извидничката единица на чело со Гемиџијата, ви представува што е ново во светот. Прва и најбитна работа моментално во 2025 година е ситуацијата во Гериатрија 7, попозната како Г7. Најбитни случувања моментално и најнови случувања се во северноафричката колонија, така наречена Франција, која што моментално ги губи сите своји неоколонии во Африка. Односно, ако се сеќавате, пред само година дена, истата беше избркана на клоци од Буркина Фасо, Мали и Нигер. Односно, тоа е овој централен пустински дел на Африка,
кој што одлучи целосно да ја острани француската војска и француското присуство во сопствените земји и црпењето на така речено бесплатни ресурси од страна на ова староимпериалистичка земја. Во последните неколку месеци истата успеа да ги изгуби и Чад, од каде што беше целосно остранета, Сенегал, кој што моментално ја остранува, и само што започна брегот на слоновата коска. Односно на оваа мапа можеме да видиме дека после брегот на слоновата коска, Сенегал и Чад, Франција практично и да нема присуство во Африка, што ако мене ме прашувате е одличен показател дека ова е практично крајот на неоколониализмот во светот, кој што го гледаме чекор по чекор, а започнува буквално каде што започна и уривањето на овие бивши империи, како што кажавме Северноафричката колонија, така наречена Франција, Мала Британија и така натаму. Значи, гледаме дека Франција се движи во прав колосек кога станува збор на распаѓање на оваа земја, додека да видиме каде е Швабистан, се извинувам, попознат како Германија меѓу нас. Односно, бившата нацистичка република, така наречена Швабистан, доживеа колапс на владата на 16 декември 2024 година. Честито, Олаф Шолц успеа да изгуби глас на доверба во Бундестагот и нормално следните избори се закажани за 23 февруари 2025 година. Сите знаеме зошто успеа да изгуби глас на недоверба во сопствениот Бундестаг, а тоа е нормално и понатамошната поддршка на Украина против Русија. Но нема да влегуваме таму. Најбитниот дел со Швабистан е фактот дека германските моментално избори се блиску, а гледаме дека втора поголемина моментално партија според популарност во Германија е AfD или Alternative for Deutschland. Исто така позната како идната партија, наследник на нацистичката партија на Третиот рајх во Швабистан. Што тоа значи? Тоа значи дека за разлика од 2022 година, каде ова партија котирала на 5-то место, моментално котира на 2-ро место и има огромна шанса да потенцијално направи влада во Швабистан. Што потоа би резултирало со што? Значи, едно од предизборните ветувања на AfD е дека ќе ја извади Германија од Европската Унија, односно ќе имаме де-екзит. Во оваа ситуација позитивно за нас, затоа што конечно ќе успеат да влезат и македонците во Европска Унија, како и секогаш кога нешто се распаја, нас се пуштаат да влеземе последни во истото. Така да, дополнително да не забораваме дека AfD, за разлика од нивните дедовци, кои што мислеле дека е паметно да се оди против Москва, одлучиле дека треба да направат мировен договор со Русија. Какво изненадување, можеби затоа не се толку посакувани од така нареченото главно село во Европа, Брисел, и останатите неоконзервативци. Што понатаму се случува во нашата гериатрија 7? Ако се сеќавате на оваа Мала Британија или екс-колонијална сила во светот, можеме да видиме еден интересен момент каде што во последните неколку години истите не можат да задржат влада повеќе од само неколку месеци. Почнувајќи од Борис Џонсон, кој што успешно успеа да ја продолжи војната против Русија и да ги запре преговорите во Турција, каде што Украина и Русија само што не склучија мировен договор. После него можеме да видиме дека секој неколку месеци имаме нова влада со нова англиска будала која што постојано, не знам зошто, но не успева да ја задржи власта. Можеби е поддржано со тоа дека моментално Мала Британија финансира долгометни проектили во Украина со кои што се напаѓа директно у руската територија. Можеби тоа нивното население не го поддржува, можеби. И нивниот најновен Кейр Стермер, кој што е со уникатно, досега невидено работничко водство, успеа да победи на историските избори пред само неколку месеци во јули, успеа да добие огромен пат на рейтингот кој што може да го видите овде. Односно, од само 4%, или да се извинувам, 2% кои што не одобруваат за неговата работа, на неверојатни 40% за само неколку месеци. Честито, само напред, значи гериатрија 7 продолжува и понатаму со полна пареа, како и да е. Значи, не заборавајте дека нешто слично на ова беше и Олаф Шолц, како и предходната влада на Мала Британија со Риши Сунак. Дојде ред во Мала Британија премиерот да биде индиец. Секоја чест, браво,
колониите се враќаат назад кон колонијалните сили, многу ми е мило. Како и да е, значи, наскоро можеби ќе видиме уште еден пат на владата во Мала Британија, кој што станува, како што може видите и сами, обичај. И да не заборавиме овдека се главните, а кој ако не нашиот нов орангутан на чело на Мурика, кој што нема со кого па се пресметува со сите поред. Односно, вака изгледа колапсот на една голема империја, каде што Доналд Трамп, прво, како што може да видите и сами, се закануваше дека ќе излезе од НАТО. Зашто? За да ги принуди гејропските земји да го зголемат учеството од нивните буџети во одбраната, како и во самата НАТО крволочна организација. Секоја чест само напред, значи со ваков орангутан можеме да очекуваме многу во колапсот на овие неоколонијални сили кои што и понатаму се обидуваат од петни жили да го раководат и владеат светот. Со тоа што покрај фактот дека се обидува да направи ред у куќа во НАТО, можеме да видиме дека истиот се заканува со огромни, односно 100% тарифи на сите БРИКС нации, нормално и на сите останати нации кои што на еден или на друг начин ќе го оспорат владењето на доларот. Односно секој кој што одлучува да не го користи доларот во својата меѓународна трговија ќе добие 100% тарифи. Само напред, орангутане, само напред. Дополнително, што можеме да видиме? Во исто време, додека ова е последниот очаен обид да се задржи доларот на ова, како да кажам, позиција, односно престол на глобална резервна валута, можеме да видиме дека во последните 10 години како резервна валута доларот постојано опаѓа. Од 65% во 2016 година на 58% во втората четвртина во 2024 година, а се уште ги немаме резултатите за останатите две четвртини. Или овдека можеме да видиме макротренд во кој што постојано и понатаму продолжува да се губи доминацијата на доларот, односно и понатаму истиот станува се помалку популарен како резервна валута во светот. Знаете и сами, тоа е само прашање на време, како и сите бивши империи, кога ваквиот систем ќе колабира. Во исто време, да не заборавиме, демократија на дело, Доналд Трамп, односно се извинувам, орангутанот од Мурика, вели доколку Европа не купува повеќе нафта и газ од Мурика, ќе биде соочена со тарифи. Секоја чест, демократија на чело, демократија на дело, браво, само напред орангутану, ако ти не ја расториш гериатрија 7, никој нема да ја растори. Значи тоа што го правеше моментално гериатрија Џо, сега го продолжува новиот орангутан во Мурика. И да не забравиме, на своите соседи 25% тарифи на Канада и на Мексико. Но Мексико не е толку битно. Канада во оваа ситуација е еден од главните поддржувачи и нормално се наоѓа на ист континент со Мурика, така да 25% не само на аутоиндустријата, туку на се е една од причините поради која што нормално Канада мораше да го возврати ударот и моментално да ги заостри односите со Мурика. Прв пат во историјата, откако знаеме за овие две земји, имаме ваква ситуација, така да само напред, изолација на Мурика е можна само доколку Мурика продолжи со ваквите односи кон првенствено своите сојузници. Значи, вклучувајќи ги Гејропа, каде што веќе ќе бидат воведени тарифи доколку одлучат да купуваат ефтин газ и нафта од оние локални земји како Русија, наспроти скапата газ и нафта од Мурика. Исто така 25% на Мексико. Не заборавајте, значи, секоја чест на Трамп, само напред, дечко, вака може дефинитивно забрзано да видиме колапс на Муриканската империја. И за крај, она најказнетата, најсанкционираната, најоцрнетата, никаква воена, империалистичка, окупаторска економија на Русија, вели и понатаму продолжува да расте и покрај фактот дека има повеќе од 20.000 санкции врз Русија. Односно, она што го гледаме во 2025 година, уште на самиот почеток, е, драги мои, промена на светскиот поредок и еден нов свет во кој што се надеваме дека бившите и сегашни империалисти конечно ќе изгубат оваа битка и ќе продолжиме кон еден нов свет на мултиполарност и нормално поголема рамноправност во целиот свет. Така да ви благодарам, ви честитам 2025 година, се надам дека ќе уживате во подкастот на Редкаст и се гледаме во следните црвени вести. Поздрав од извидничката единица, позадини пријателски линии и од гемиџијата. Поздрав, генерали!
Еве не, драги гледачи, се враќаме повторно во студиото на Redcast. Се надевам дека уживавте со Криптогемиджија, кој што секогаш ги носи најактуелните теми од светот за нас и за вас. А со Миро секогаш за прв пат е во Redcast и многу убаво ни иде муабетот. Разговаравме досега на доста различни теми. Вториот дел би го започнал со македонската култура, Миро. Општо, што и недостига според тебе, какво е твоето мнение? Стандард, континуитет, идеја. Мислам дека што се однесува на македонската култура веќе не можеме да ја гледаме како едно нешто, затоа што центрите кои го правиат тоа едно нешто, тоа се културните центри, тоа се кината, тоа се така сликарски колонии, веќе не функционираат добро. И мислам дека сега, ако се ја питам, мислам дека секој од тие центри првин треба да си направи една регенерација, едно реновирање на духот внатре. Дали тоа ќе биде преку кадровски вработувања, како што треба кадровски вработувања, дали ќе биде преку одредени стратегии направени од докажани уметници, познавачи на уметност и култура во тие локални средини, да кажеме Куманово, Струмица, Прилеп. Кога тие би се ревитализирале, тогаш можеме да зборуваме за една каде ќе тргне македонската култура како една целина. Сега за сега секој бие собствена лична битка. А ние сме институционализирана култура. Ние сме култура која е платена од државата, од националните, ние сме национални установи, ние сме платени од министерството и не знам зошто тоа не се превземе таква иницијатива, не се дозволи на луѓе кои се компетентни, кои се образувани од овој систем, во овој систем да го направат тоа, не ме е јасно. Сега излезе една, навистина се извинувам што не знам која организација ја прави таа аналитика. Земени се неколку општини, меѓу кои е и Куманово, Свети Николе сигурно и Куманово, не сеќавам на другите две, каде што е утврдено дека Кумановската општина прави повици за уметници, дава општински финанси на уметници, но на крајот пишува, но нема стратегија. Што значи тоа? Значи, самата управа на општината е вољна да даде пари, така, таа дава пари, ама просто не се свесни дека немаат стратегија. И сега се обидувам да покренам една иницијатива каде што би не знам на кој начин правно тоа би се извело, до Совет на општина Куманово, таму делувам во овој момент и таму ми е битна работата. Мислам, секаде ми е битна, таму ми е најбитна од се, затоа што сум локал патриот. Да се направи стратегија 4 годишна, макар културна. Кога вие ќе ги повикате, ќе направите повик на најкомпетентните уметници од сите сфери да направат стратегија за 4 години, тоа значи да има одредени стандарди. По тие стандарди општината да ги доделува своите финансиски средства, не по други. Тогаш нема да имаме и на крајот и за нив е добро од власта зошто се тие пари потрошени на, не знам, Цеца, на Саша, сега да не споменувам имења на такви уметници, тие ќе кажат, така, сега што викат? Не знаеме, го избегнуваат одговорот, тогаш затоа што тој уметник од твојот град, тој уметник ги постави стандардите по кои ние како советници кои се на крај на денот тоа се административци, тоа не ги доживувам јас како стручњаци, барем до сега ги немам доживеано како стручњаци во одредена област, каде што тие ќе се должни да ги задоволат уметничките стандарди поставени од уметничката комисија и да ги распределат правилно финансиите платени од сите граѓани. Мислам дека за тоа треба многу малку волја и мислам дека малку сите се паднати во конформизам, во индивидуализам, сега јас ли ќе покренувам иницијатива, а јас ли да покренувам иницијатива на 36 години, се уште работам независна сцена DIY или така, ние на 36 години
Со искуството најверојатно јас би требало да насочувам помлади да го работат тоа што јас го работам, а јас да ги контролирам овие што ги даваат парите, кај се ги даваат парите за култура. Не знам, така мислам. Добро. Добро го образложи се тоа. Да, имам подршка од сега од двајца советници од различни партии од општина Куманово, ама ќе видиме тоа правно како може да се изведе таа иницијатива. Хајде сега да те прашам за стендап комедијата, ништо не кажавме. Ти од пред 2-3 години си стендап комичар. Да. Што те натера да се занимаваш со стендап комедија, знаејќи дека во Македонија е експанзија, нешто наплив на стендап комичари? Немаше пред 2-3 години толку. Знаеш, ние кога почнавме тогаш некако сите се охрабри. Сите станаа стендап комичари. Да. Што е целава фрка со стендап комедијата? Дали ти преку тоа наоѓаш начин како да го критикуваш општеството? Дали си смеуваш на општеството? Која е целава идеја? Ја така го разбирам. Не е само вицови, нели да кажам? Не, далеко е од виц. Види, стендап првин секојаш сакав да се обидам уште од кога ја бев цимер со Маријан Георгиевски, битолчанец. Како студент и тој почна веќе веднаш после студии. Од самиот старт мене ми стана интересен тој пристап, тој ме запозна со неколку комичари светски, така ми ги пушти и гледав. Викам, ова е тоа што сакам да го работам. Дури имам и напишано еден цел стендап во Турција го пишував. Тоа свикам кој ќе се вратам, ќе почнам да се занимавам со ова, но ја изгубив таа тетрадка. Знаеш, тоа ми е една од најкривите работи, пошто многу порано носев тефтерчиња и се запишував и по автобуси ја изгубив. После долго време од како почна, тоа излезе од мојата глава, таа идеја, се бавев со нешто друго, кога го театарот веќе 2-3 години не функционира. А ти седиш и зимаш плата, нели? Да. Викам, морам нешто да работам. Не е тоа за пари. Кондиција да одржаваш. Да го остриш умот, да останеш во тоа. И не влегов сам, прашав повеќе луѓе, повеќе колеги од Куманово. Се прифативме како екипа, влеговме и многу добро тргна. И ми е мило што навистина огромни амплитуди направивме. Од највисоко, не знам, најдобро платени, најпознати, до каде сте, ве нема, сте се скарале, не сте се скарале, сите тие детски болести што следуваат покрај тоа. Но кога го направи фестивалот 2024, тогаш видов и им благодарам на сите стендап комичари од Македонија кои учествуваа, видов дека ја имаме поддршката, можеби единствен еснав кој не е упропастен во оваа држава е стендап комичарите, дека се уште се поддржуваме едни други, знаеме да си помагаме, Не си правите знаеме да учествуваме, небитно. конкуренција, демек. Да, нема конкуренција, каква конкуренција? Не, уште мислам дека не сме дојдени до тоа ниво, затоа што многу различни, стварно има многу, ама сите има различна смисла за хумор и секој си има своја публика. Знаеш, има два-тројца што ја не знам, ја не би им ги пуштил да бидат стендап комичари. Ама кога ќе ги викнеш на фестивал, тие носат своја публика и тие си имаат своја публика, така да, кој сум јас да одлучувам. Да, ако ги гледа народ. Јас сум, па и Чедо е, настроени сме кон критика. Значи, мене малку не ми е гајле што ќе ми кажат после настап. Обично ми доаѓаат, имам еден црк хумор кој што ми доаѓаат како смееш ти така да зборуваш. Мислам, осудуваат луѓе уште ново кај публиката, кај нас не е, среќа знаеме, сите се држиме, знаеш, одата нас имав една реченица што не знам како тој ја примети, поздрав до него. Добро, сега ли е време за депресија? А се допишуваме у чат. Викам, од кај знае овој човек дека сум ја сега у лош момент, од кај знае, знаеш, и таква некоја поддршка кој ќе ти даде некој колега кој ќе те почувствува, си кажеш, направиот пат сум. Не е битно сега дали сум од амплитудата на долниот дел или на горниот. На прав пат сум и се трудиме и мислам дека идеме јако. Оваа година малце го стагниравме Куманово намерно, после фестивалот. Настапувате по други градови? Да, па ние реално некој се врзавме за Куманово и не настапувавме по други градови. Сега Локални стендап комичари сте. Да. Каде може да го видиме Миро? Не знам. Сега новата година, јануар месец си дадов да го прележам дома во кревет и да го уклучам мозокот на тројка и русите ако може да дојдат, мислам преку салатата, нели? И мислам дека руска салата и
И кифли. кифлички, понекоја ракија. Еден месец дома ќе го кажат нашиот следен пат. Сигурен сум дека со стендап се движиме за оваа 2025 година да биде интернационален фестивалот, на тоа ќе се потрудиме тоа да го направиме. Многу е мачно, но навистина имам екипа која сама се склопи, сама ги работи и кога не знам, и тоа е нешто, како да ти објаснам, колку е пријатно и добро кога ќе се случи. А не ми е јасно како институции со 93, пак се враќам на тоа, со 93 вработени, со платени, не може да постигнат Па дека се 93-ца, вие сте помалку за тоа. Со многу помали буџети. Знаеш, кога би се споредило колку сме направиле ние, колку луѓе, колку буџети, со тоа што имале направено институциите, со нивните буџети вработени, мислам дека некои ќе мора да се затворат. Според ова што го зборуваш, доаѓам до сознание дека ти всушност го правиш се тоа заради твоја лична сатисфакција. Не ти е за некој ќар нешто сега да гледаш комерцијалниот момент, ти текнуе профит. Кирил, знаеш ти, после Петар Пан представата додека се облекуваат глумците, додека излегува публиката, јас веднаш излегувам и одам во првиот или вториот небитен кафич, седнувам, пијам кафе, затоа што светлото јас го водам со други колеги за свет, ти правиш. Се релаксираш малку. Док седиш и деца од представата што излегуваат, одат, не ме препознаат, ја не играм во представата. Ги пеат песните од представата, зборуваат за представата. Ти се полни душа. Нема поубаво од тоа. Така. Нема, сега тоа дете, ако не му даеш континуитет у развојот, континуитет со конзумирање на култура, нормално е дека утре ќе слуша он и ќе дозволува некој со патика да го удира по глава и да вика дека тоа царски да му ренда сирење. А ако му дозволиш култура у континуитет, тој ќе знае како се носи у театар, ќе знае кога се оди, дека не се касни, ќе нема да треба да му снимаш ти. Ве молам исклучете ги вашите мобилни телефони, пошто 20 години он иде у театар. Така, ќе си ги знае правилата, ќе знае како да се понаша. Ама сега ние сме ентузијасти. А овие грицкаат семки се у театар, фрлаат љушки од банани, што е... Страшно. Ма тоа одамна е така. Ја од дете сум по тие детски представи, детски студија и кога сме играле, сме после кога ќе ја напуштат салата, на пример доаѓа цело школо, лом. Да. Не знаеш уште да, ајде да не кажам што да направат. Мислам до толку не е култура. Ајде малце за музика, Миро, што музика слушаш? Тоа ми е најслабата тема. Знаеш, кога ќе ме прашаат и театар, викам, не ми давајте да разговарам кој да прави музика и костимите какви. Значи, каква да е музиката и какви да се костимите. Појма. Не, значи, не, тој што е задужен за тоа, нека каже, прифаќам тоа. Музика слушам све на вистина. Се последните години, па скоро 10, македонска, странска... Се дружам со Марко Стојковски, Бойлинг Поинт, со Бобан Доцевски, и со таа некоја екипа која работи DIY настани, концерти, така да сум присутен на македонски. Сега бевме на Мартикс, издаде албум Арсен, проверете го на YouTube, добар. По панк журки идам со таа екипа, значи некако ја учам музиката. Мислам дека во времето кога сум требал да слушам и да учам за музика, не сум бил тука, тоа се средна школа да кажеме, сум слушал некој метал тогаш. Така, сиромашно колку можеш да набавиш тогаш метал, нешто, касета ова. Добро, Кумановци се познати металци. После, да. Владко од Ваја. И алтернативни, така е, White Noise и White Room, заедно со Владче. Да. Добро. Така да се слушам и не знам дали тоа иде со години, или со... Некако сум ориентиран сега на македонско. Многу сега на македонско. Сега боенки бев да купам за дечиња на браќа ми, македонски или авторот, не сакам да земам. Некако како да сум љут на целиот свет за ова што се случува во Македонија. Имам сите сме некако љути, внатрешен порив кој што... Да. И како да сум љути на сите колеги наши вработени во театри, директори на театри, што Куманово нема театар еве веќе 7 години и никој не ни дозволува еднаш месечно да отидеме во нивниот театар и да одиграме една од нашите представи, чисто да ги држиме на репертоар. Знаеш колку добри представи згасна поради тоа што немаме услови во Кумановски театар. Некако тој индивидуализам по фестивали не ве викаат нешто да колку дури ниво в програма не викна Чернодрински една година, викам, чека, ние сме единствен театар во кој моментално ништо не работи, нема услови за работа, а има представи, ниво в програма не селектира. До толку е лоша ситуација, Не знам, многу лончиња се измешани.
Многу лончиња се измешани. Веќе не знаеш која лонче кај стоеш. Порано беше она дже лопта, више лоптата ја нема, тука се кутивчињата нешто, вртиме све е празно. Ајде одиме сега со необични прашања, малку да Ајде. размрдаме. Одговарај ми кратко. Ал Пачино или Марлон Брандо? Ал Пачино, Добро. Јас сум од Мачка Чакачи. или куче? маче. Секс во ливада или романтика со свеки? Секс во ливада, брате. Нормално, брате. Гаки или боксерици? Боксерици. Гаќи кога вежбам. Значи, кошарка, баскет, тоа гаќи. Джин или џуџе? Молим, дај ти одговори на ова. Намерно го направи. Ти кажи што. Па не знам се, ти си ми гостин. Имав една представа новогодишна, многу одамна, пред 7-8 години, и јас седнав да ја пишувам новогодишна, и се викаше Џуџето Мирче. И ја го играв. Па да, па тоа е тоа абсурдот. Раскажи кога си бил најпијан. Леле, ама нема врска со настанот. Што се дешава? Милошевиќ умира. Ухак. Да. Ама на вистина нема врска, само памтам дека тој е денот. Кај другар седиме, вади некој вињак, татком од војска го донал тука. Ама јас бев едно ниво пијан додека седевме на маса. Излегов во ходник, дол ходник, до вратата више таму бев друго ниво на пијан. На долните врата на излаз, ја не се ни сеќам више. Само се разбудив дома, пола пижами облечени, а пола не облечени, пошто валјда тропнале моите и не можеле да ме дооблечат, овие побегнале. Добро. Така да. Филм или серија? За гледање или за работење? За гледање. Серија. А за работење? Серија. Не, филм за работење. Добро. Омилен фудбалски клуб, ај ракометарски, не знаев дека си бил ракометар. Омилен клуб? Ракометарски. Нема моментално. Па Куманово, моментално Марко Куманово. Поздрав за нив. Стварно? Да. која- Јас сум локал патриот, Стварно брат, нема мене, лиги. кога игравме тука дербиња со Металург во автокоманда, значи 2-3 пати ме викаат тренери, дојди колку години имаш да дојдеш. Не сум му дозволувал да ми понуди било што, Така, знаеш, така. така бев некако локален. Кога си бил мал, колку години си имал? Мал сум бил до 2 години. После од 3 сум бил спремен за прво оделение. То со шунка, то со врат или хамбургер? Ход. То со шунка, ама добро запечен, толку. Да. Со млечен кашкал. Да, точно. И само кетчап, без тие додатни сосови и свашто да. 2 пати мери или еднаш сестри? 2 пати е 2 пати, брат. Твоето мото? Играј лото! Моето лото е не спите, другарчиња. Кој ќе умрете ќе спиете. Не спите, не спите. Добро. Океј, Миро, за крај. Кои се твоите планови? Каде најмногу ќе се посветиш? Со стендап комедијата? Моментално со театарот, работам со представа. филмот, со режијата, со глумата? Повеќе. За филмот и серии тоа не зависи од мене, знаеш, тоа зависи од продукции, од Сдружение на филмски работници, нели, кај што ние актерите не сме членови, пошто не сме ние филмски работници. Моментално работам театарска представа Девојката и смртта за за Пиноче, односно за времето веднаш после Пиноче и за теророт што преживувале луѓето во таа една фашистичка средина. Играат Владо Дојчиновски, Сања Русевска и Марко Трајковиќ, драматург е Сашо Костовски. Представата ја работиме доста, им викам православно ќе ја работиме. Вика, што значи тоа? Викам со сите тертипи. Значи, од загревање на проби, пред проби, до делење на парчиња, давање парчиња, акцентска целост, неакцентска целост, логичен акцент, подтексти. И ја тераме многу споро, ама многу зрело. И некако не сум ја правил јас поделата, јас само влегов во тој процес затоа што поради здравствени проблеми на режисерката што требаше да го работи. И мислам дека ќе биде одлична представа, се очекува на крајот на јануари да биде премиерата. Се уште не знам да кажам датум и нема да кажувам датум, додека не бидеме сигурни дека сме
доволно спремни да излеземе на сцена. Ако може да се дозволи да ме остат. Ова е како независен проект или во Не, рамките на ова е во рамките на Кумановски? Кумановски театар. Па се жареш цела емисија. Еве представа Што ми збори нема. Абе пофали ги луѓето. Абе, што Ќе да ти ги- зборат после, абе Миро не утепа уредка. Да, ќе ти зборат. Сигурно, то сигурно ќе го зборат, ама Еве не. сега на Мислам крај се испаѓа дека лаже тука. Ама не. Се шалам. По делата не ја правев, текстот не го бирав, влетав на трета, четврта проба. Требаше да играм, значи пак вадам Ништо не е случајно. Вадам работи, да, но тоа со оваа екипа се договоривме дека ќе се дозволиме да излеземе кога ќе сме спремни, дека заслужуваме еден процес да имаме како што сме учеле дека треба да е процес на факултет, како што сме учеле, така сите тоа го имаме заборавено. Да, ја и сега збориме пола сатна проба, слушам кој платил сметки, кој не платил сметки, кој кај јасно. закаснил. Е, па- Не ме интересираат тие работи, ме разбираш. Сакам да се бавим дали. Проблемите дома, Ама професионално. дај да се бавиме, така е, сега не можеш ти. Станислав. Знаеш, што викаат, сега со стендапис, па со различни газди на кафичи, на угостителски објекти се сретнувам. И не го разбираат тој стендапот. Знаеш како, абе зошто не го оставиш ти микрофона таму, па ние кои имаме смешка да си кажеме. Викам, брат, а што не оставиш ти твојата гитара таму, па кој сака нека излезе да посвири. Да. Исто е, мислам, не може, не е. Добро, тоа може да направиш нов концепт на стендап као фристайл. Ама тоа е друго, тоа е open mic се вика, тоа е друго. open mic, да. Тоа е друго. Ама сега, така, Не, и јас да тоа- кажам, да. да ми излезеш, се дешава, да ти излезе, ти избориш, ти излезе некој на сцена, мислам, брат. Не одговарам за моите активности ако тоа се случи. Миро, ова ти е мала пажња од Редкаст. Ала, баш е мала. Баш е мала, да, ама битна и ќе ти се најде. Да. Гледам дека пиеш вода Така е. поста. Вода. Сврти го само тоа, се нервирам кога гледа, така да се види Редкаст. Ипак нашиот анонимен спонзор Ракијата да не ја падам, не. не, ама и ракијата не удостои со вакви прекрасни дизајни и торбички, а не видев натре што има. Видов. Па покажи, види, чаша. Не знам дали треба така. А сега, А сега. Кирил му даде на Мирослав поклон. Види каква е брендирана. Чаша, редка, со жена. Знаеш што приметив? Куманово има два споменика. Единиот во центар на градот е жена. Споменик жена. Со рацете позади скриени. За кој ќе гледаш од напред, папучата мајката ја држи. А другиот споменик е на споменик од Стурница горе и повторно е жена со жито. И ова е трета жена. Очигледно, нешто со жито. да, Куманово треба да го водат жени. Да. Тоа е. Може би во Да, следниот дефинитивно. мандат. Мажи ме покажа што знаа 30 години назад. За крај, што ќе им порачаш на гледачите, тоа секогаш им го викам на моите гости, можеш таму да се обратиш во таа камера. Следете култура, плаќате за култура, водете ги вашите деца на културни настани и џабе е се што ќе ги платите сите школи и коли ако тие немаат култура. Одлично. Тоа беше се, драги гледачи, се надевам дека јас и Миро го задржавме вашето скапоцено внимание. Уште еднаш да ви ја честитам новата година, да бидете здрави, да бидете среќни, да ви биде успешна и да ви биде берикјатна. Ве оставам во добро расположение со мислата од Махатма Ганди, кој некогаш рекол: живеј како да ќе умреш и учи како да ќе живееш вечно. Лека ви ноќ. Браво.